Да им се укинат доживотните присуди за убиствата на Вања Ѓурчевски и Панче Жижовски и предметот да се врати на повторено судење. Бараа денеска од апелационите суди осудените Љупчо Палевски, Велибор Манев, Владко Кешишов и Боре Видевски. Палевски, кој според пресудата е извршител на двете убиства, денеска бараше виновникот 2 пати доживотно да биде осуден, но да има правда. Според него многу докази не се земени предвид, според кои тој на критичниот ден на убиството на Вања не се наоѓа во местото Дупки, туку во Скопски центар, дека неговата ДНК не е пронајдена во возилата, но и дека Вања и Панче не се убиени на начин на кој беше представено пред судот, а тоа го покажала обдукцијата. Никогаш не се докажал мотивот за грабнувањето и убиствата, бидејќи никогаш не бил побаран откуп. Неговиот адвокат побара од апелација да донесе пресуда без притисок, како што тврдат дека била првичната. Оваа пресуда мора да биде укината и да почне целиот случај одново за да се утврдат фактите. Невозможно е целото обвинение да се онака како што беше поставено да се терети дека е таткото на Вања, дека тој го организирал, односно давал податоци на Палевски, а со ниеден доказ во постапката не се докажа тоа, нити пак се докаже дека Палевски било каде бил. Обвинителството пак се жалеше за ослободителната присуда за таткото на Вања Александар Ѓурчевски. Според нив, тој имал клучна улога во грабнувањето на неговата ќерка, бидејќи им посочил на децата како да бидат облечени дента кога била грабната Вања. Се до неделата во попладнивните часови одлука за грабнување на Вања нема. Токму кога е донесена одлуката, Палевски ги вика Манев и Видевски да дојдат во Скопје. Во моментот кога се во партијата, тогаш таткото им праќа порака на децата да се облечат набере ќе одат на планина. Потоа однесувањето на Александар утре дента. Тој повторувал, детето е грабнато и убиено, пошто се упатува на кајкачанички пат по патиката на која што однесена Вања во Гепек, кажа обвинителот. Адвокатот на Ѓурчевски посочи дека негова вмешаност во грабнувањето нема, а тоа се докажало со првостепената присуда, во отсуство на било какви докази за негова вмешаност. Вања Ѓурчевски и Панче Жижовски беа убиени конкретно на ноември 2023 година. Телото на Жижовски беше пронајдено во околината на Велес во ископана дупка, а на Вања во местото викано Дупки. За грозоморниот чин вина призна Кешишев и Манев, а како извршител на убиствата го посочија Палевски. Иако тој и Боре Видевски тврдеа дека немаат вмешаност во настаните. Пиштолот никогаш не беше пронајден. Судијата Ивица Стефановски ги осуди на доживотен затвор сите четворица за делата грабнување и убиство. Тамара Дичевска, Сител телевизија.